Ова утро ќе разговараме на една невообичаена тема, поточно игра која што верувам дека малкумина и не сте ја слушнале, се работи за играта Бочија. Повеќе за ова ќе разговараме со Бранкица Димитровска, која што е координатор на ресурсен центар на родители со посебни потреби, и Далиборка Златева. Јас велам добро утро за двете и добро ни дојдовте во утринската програма на К1. Добро утро, добро ве најдовме, благодариме за поканата. Така. Да. Господи Далиборка, јас ќе го започнам разговорот со вас и би сакала еве малку да ги информираме нашите гледачи што всушност значи оваа игра Бочија. Вака, значи, Бочијата е една игра која што најмногу ја играле луѓето од Приморијето и од Далматинските земји, меѓутоа со текот на времето таа преживеала модификации и е игра која што сега во светот ја играат многу луѓе. За нас во Македонија, па и јас до пред неколку месеци буквално не знаев ништо за оваа игра, е скоро непозната, меѓутоа станува збор за игра која што се игра со сет од 13 топки. Во минатото таа се играла со доста тешки топки кои што биле направени од тешки материјали, меѓутоа сега за лицата со попреченост, оние кои што ја играат, топките се пренаменети и направени се од фини, меки материјали за да можат полесно да паѓаат и да се надпреваруваат играчите. Инаку сетот е составен од 13 топки за оваа игра. Едната од тие топки е бела, која што се нарекува джека, другите 6 се црвени, уште 6 има плави. И најчесто надпреварувачите, значи, си одбираат боја со која што ќе се надпреваруваат и целта е што повеќе топки да има до белата топка и на тој начин да поентира или да победи подобриот играч во оваа игра. Како што кажав, и за мене беше навистина нешто што за прв пат се сретнав, верувам и за Бранкица, до пред неколку месеци воопшто не знаевме за оваа игра, меѓутоа многу ми е мило што еве Македонија е една од земјите која што веќе една година наназад се труди да влезе во чекор со она што се случува во Европа. Поточно Полска веќе имаат направено и федерација за оваа игра. Тие веќе сериозно се занимаваат, значи имаат регистрирано клубови, се надпреварували на Параолимпијадата, меѓутоа и други земји во Европа веќе ја прилагодуваат кон потребите на лицата со попреченост. Така, прашање ми беше тоа, каде е распространета оваа игра? Па сега ќе ви кажам дека ние бевме во периодот од 6 до 12 октомври оваа година во Познан, во Полска. Таму, освен Македонија како представник, беше земја која што беше во групата за интеграција. Освен Македонија, во оваа група за интеграција беа Бугарија, Грција, Турција, Грузија. Значи, за прв пат ние однесовме играчи, еве Бранкица конкретно беше еден од надпреварувачите таму. Покрај овие земји кои што беа во групата за интеграција се надпреваруваа секако Полска, која што води и предничи пред сите, можам да кажам, овде на европското тло. Од Канада имаше представници, од Англија, така да тоа се сериозни репрезентации кои што се надпреваруваат и на Параолимписките игри. Значи, оваа игра е застапена и на Параолимписките игри. Ние како група бевме 9 лица, 4 лица беа во колички, луѓе кои што беа надпреварувачи и 5 нивни придружници. И во групата од придружниците, тројцата веќе се луѓе кои што подолг временски период соработувале со Полската федерација со Бочија и веќе се луѓе кои што се лиценцирани тренери за Македонија и кои што би требало да ја прошират играта на територија на Република Македонија. Така, јас ќе се префрлам малку и на Бранкица, еве ќе ја прашам, бидејќи учествувавте во овој надпревар во Полска. Ајде да ни го кажете малку и впечатокот како поминавте таму, кое место земавте и така натаму. Првично се навратам наназад пред да тргнеме таму. Така. Беше интересно кога ми објаснува инструкторите како се игра, што се игра. Бев малку скептична, викам ова не е за мене, многу некако ми е смирена играва. Дојдовме во Велес, тука имавме тренинзи. Така некако се најдовме на центарот на Македонија, бидејќи имаме надпреварувачи од Охрид, Скопје, јас, Крива Паланка. И каде во Велес ни ги покажаа правилата, значи начинот на игра, како се игра. Што зама некако побуди интерес кај мене, Бочијата игра која што бара висока концентрација, ајде да речеме некако слично на тенисот. Дури кога бевме таму на самиот надпревар,
толку владееше тишина, дури и пенали кога се собира, не смееш да мрднеш додека противникот игра, не смееш да се повлечеш назад, као деконцентрација да не му правиш. Она што ми беше интересно таму, имаше значи клубови од повеќе држави, Германија беа, Данска беа, имаше од Англија, Полска, Израел, покрај тоа што се стекнува и пријателства, нели, и сега комуницираме со нив. Мене посебно ме радува што Полска како клуб кој што учествува во Рио на Параолимпијадата беа пред нас, ние освоивме второ место, кај што ги победивме Грција, Бугарија, Турска. Сега можам со задоволство да го кажам резултатот кон Грција 11-2. Така. Некако посебно се гордеам на тоа. И голема благодарност на нашиот капитен Муштева Метео Охрид. Некако. Така, со слога се изборивме. Значи, интересна игра кај што милиметри одлучуваат за резултат. Понекогаш се доаѓа до самиот терен, кај што двајцата капитени од двата тима можат да отидат на сред полето и кога се мери до можеби милиметар одлучува за поен кој ќе го добие поенот, дали противникот или ние. Реков, игра која што бара висока концентрација. Сепак се работи за топки, кај што вели инструкторот вели мораш да му го затвориш полето, затоа што да не се доближат тие. Колку време ви беше потребно да се подготвите еве за овој меѓународен надпревар? Вака сега ние откако ни ги кажа правилата на игра, па трениравме напорно, доста напорно трениравме. Можеби месец дена претходно трениравме напорно тука во Велес. И во Скопје имавме тренинзи. Но бргу се сваќа. Так. Само што рековме, баравме од кој агли, како да, од каде најдобро. Да. Секој си бараше начин, затоа што секој надпреварувач има свој начин како најдобро ќе ја клизне топката, да речем да ја клизне или ќе ја подбутне на напред. Така, очекувавте ли некакво еве вакво место кое што го освоивте и кое беше чувството кога ви ги соопштија резултатите еве на сите овие држави кои што ги напоминавте, навистина се многу, па да кажеме збор два и за тоа. Па не одам на надпревар ако не мислам да победам. Така. Чувството е навистина прекрасно, посебно она која прогласува. Сакам да извојам еден момент, се надевам и Далиборка ќе се сложи со мене која прогласува она кој на кое место е. Така, нели Полска веќе викаме се шалевме, ајде да не ги победиме Полска, ептен се домаќини. Ама кога рекоа Македонија второ место, сакам да го извојам моментот кога хрватската репрезентација ја пееше Битола мој роден крај. Она кога ние собиравме, кога ни го дадоа она плакетата дека сме второ место и со знамињата и дури хрватите така имавме поддршка од нив. Тие веќе имат и развиено федерација таму. Да. Не, јас еве само ќе се надоврзам, ќе кажам дека македонската репрезентација таму имаше огромни симпатии скоро од сите земји, можам да кажам, дека бевме не заради тоа што првпат можеби заради тоа што првпат однесовме играчи на таков еден голем надпревар. Меѓутоа ќе кажам дека да, на почетокот бевме малце можеби скептици, тоа што вика Бранкица, ние тргнавме со победоносен дух и рековме дека ќе растуриме, дека ќе победиме, дека ќе направиме, меѓутоа кога отидовме таму видовме дека луѓето навистина многу работат и многу се подготвуваат, имаат зад себе големи репрезентации, луѓе кои што им помагаат околу таа работа, финансиски исто така добро стојат за да можат сето тоа да го реализираат. Ние едноставно бевме како луѓе кои што еве за прв пат се соочуваат со такво нешто, меѓутоа ми се случи оној месец дена тренинг, значи толку дозволува и финансиите, толку имавме и време да се собереме како тим, бидејќи од мене беше побарано да соберам луѓе што се во колички, кои што се, да речеме, поактивни. Нели, за да имаме време за да сватат играва луѓево и за некако да се посветиме на играва. Но таму кога отидов веќе со Грузија, кога ме прашуваа колку време, колку години тренирате, јас сега го гледам, викам, еден месец, вика, како вика, па вие играте како да тренирате 2 години, 3. Значи, таму веќе вложуваат во таа игра.
А играта не е скапа, значи може да се игра на секаков терен, надвор, во парк, на трева, во сала зимно време. Играта не е скапа, прилагодлива е на секакви услови. Велам, значи луѓе може што вика Далиборка, имавме симпатија и тоа што најмалку имавме време за тренинг, а освоивме резултати добри. Не, па добро, јас само ќе напоменам и ќе кажам дека бочијата конкретно е наменета за луѓе со церебрална парализа. Веќе тогаш станува збор за една покомплексна ситуација и за лица кои што имаат нели поголеми проблеми и телесни и ментални и така. Меѓутоа, верувајте дека јас бев едноставно возбудена од тоа и восхитена од тоа што го видов, заради тоа што најтешки деца со церебрална парализа кои што не можат да претнат ниту со рака, ниту со нога, имаат модифицирана опрема, буквално се што им е потребно, имаат асистенти, луѓе кои што работат со нив и тие играат и постигнуваат фантастични резултати. Се надевам дека еве со тимот кој што веќе ние работиме, значи сме 9 луѓе овдека во Македонија кои што сакаме на големи врати еве да донесеме бочијата, да направиме тоа сакав да кажеме дека веројатно главната цел е и тука да се донесе оваа игра. Токму тоа, заради тоа што вие знаете дека еве јас работам за таа популација веќе години наназад, значи мојата организација и Издружение на лица со церебрална парализа, тоа би била одлична можност заради тоа што многу малце можат лицата со церебрална парализа да спортуваат, а бочијата би била прекрасна игра која што би можела еве да биде конкретно наменета за нив и се надевам дека понатаму со сите активности кои што ќе ги има тимот еве овие 9 луѓе кои што сме вклучени во оваа работа, ќе успееме да најдеме соработка со други невладини организации, институции, владини овдека во Република Македонија кои што ќе ни помогнат за да можеме финансиски сето тоа да направиме еден буџет и да можеме да почнеме да го работиме, се со цел да вклучиме многу повеќе невладини организации на цела територија на Република Македонија и бочијата нормално да сватиме како една сериозна игра со која што ќе им помогнеме на лицата конкретно еве со церебрална парализа и оние кои што се со потежок телесен хендикеп да можат да спортуваат. Така, веќе спомнавте вашата организација во Велес. Ајде малку да проговориме за тоа кои се оние новитети кои што се случуваат, какви настани ве очекуваат во иднина еве до крајот на оваа година и во 2017 и неколку изминати. Да се потсетиме малку. Многу често сме гости кај вас во вашата емисија, досега сме зборувале за сите наши досегашни достигнувања, активности кои што сме ги работеле во оваа измината година, веќе ставиме дека летната рехабилитација, нешто што беше што го реализиравме, што измина, да. Исто така летната рехабилитација на национално ниво, 2 пати во јуни и во септември во Република Црна Гора. До крајот на годината се надевам дека ќе го одбележиме 3 декември. Планираме да работиме мрежно поврзување на сите институции во град Велес со цел да им помогнеме на луѓето на подобар начин да си ги најдат одговорите на многу решенија, на многу прашања кои што ги тиштат и ги мачат. Така да планираме до крајот на годината да направиме и една веб страна на која што нашата невладина организација ќе стави доста линкови каде што можат и родителите па и сите граѓани да најдат корисни информации за лицата со попреченост. Инаку ќе напоменам дека во овој период конкретно еве ја збогативме соработката и подпишавме меморандум со ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби, кај што токму еве Бранкица е координатор за источниот и североисточниот дел и поврдарскиот дел на Република Македонија. Сега овој викенд родители од Велес ќе бидат дел од психолошкиот камп кој што ќе се одвива во хотел Молика во Битола, а нешто повеќе еве за ресурсниот центар и она што работи. Да кажеме господи Бранкица малку кои се оние моментални активности и идни секако во ресурсниот центар кој што сте вие и координатор. Јас сум координатор, кој што спомна Далиборка, на источен, североисточен, но во моментот го опфаќам и централниот дел, тука по поврдарието. Значи, ресурсниот центар е како сервис на родители на деца со посебни потреби за семејства, за нивните семејства, но не само и за родителите, туку и за самите лица корисници, лица со посебни потреби. Ресурсниот центар е организација која што носи проект, тоест моментално, значи влада е со проект кој што е финансиран од УНИЦЕФ.
Познавајќи ги УНИЦЕФ као фонд, ајде да речеме, во почетокот бевме лимитирани до 18, најмногу до 26 годишна возраст, но бидејќи како на идеја на нашата председателка, значи беше, а и ние истото се сложивме дека Македонија нема некоја дата база на податоци на лица со посебни потреби, дојдовме до идеја да формираме и дата база на лица со посебни потреби. Она што Република Македонија го работи моментално е само медицински пристап, значи име, презиме и дијагноза. Кај нас во дата базата, а имаме и соработка со Министерството за труд и социјална политика, кај што меморандуми се потпишуваат и со локалните министерства во самите општини. Во таа дата база ќе се содржи и лицето колку години има, што витамини користи, суплементи, лекарства, која дијагноза, колку члено семејство, колку примања имат. Значи, општо е на, така да речеме, еден прашалник од 60 некаде прашања. Сега, кога го поставуваме прашањето, кога луѓе одговараат на прашалникот, сега понекогаш си викам да не досадувам, ама расположени се родителите, значи даваат одговор, се интересираат. Оно што во тек го работи ресурсен центар е што имаме кампања насловена со почит, која произлезе од оние политички, дневно политички препукувања кои што ги гледавме политичарите едни со други, кога се навредува, јас не сум ретардиран, ти мислиш јас сум ретардиран. Значи многу родители беа навредени од самото тоа поради своите деца, па и јас како лице со хендикеп или некој мој пријател. Ресурсен центар излезе со повик, значи таквиот вокабулар, таквиот речник да не се користи, бидејќи понекогаш и навистина некој не злонамерно ќе го употреби, но родителот го погодува. Значи, општ апел до сите политички партии упативме да не се користи тој термин, доколку некој ќе го повтори, значи ресурсен центар препраќаше посебно до таа личност, до тој политичар или јавна личност со која што или друго лице кое што се занимава со јавна работа. Така да имавме од тука разбирање од страна на политичарите. Друго ме прашавте и други активности. Значи, во теке кампања исто, уствари акција во која што во позадина стои граѓанска иницијатива, уствари, кај што во позадина е ресурсниот центар. Во тек се собирање на потписи низ градовите ни ширум Македонија и оние градови кои што имаме мрежано, кај што имаме соработка со невладени организации ни помагаат за собирање на тие потписи. Собираме потписи за предлог, измени и дополнување на законот на лица со посебни потреби, кај што се бара, дел можам само да ви кажам чисто информативно за родителите да знаат, за вашите гледачи да знаат. Покачување на туѓата нега до 20%, да се издвои, да не се од семено материјалното и да не се доставуваат документи од УЈП, бидејќи не гледаме за сходно инвалидитетот да се поврзува со примањата на лицето. Има предлози за родителите за нивниот стаж да се користи као бенефициран стаж, 12 со 16. Предлог исто така има за изградба на као нешто ќе биде као дом, као СОС детско село да го речеме, само што ова ќе биде као дом за оние лица кои што ќе останат сами, кои што ќе нема кој да се грижи со нив, да државата после преземе одговорност. Така да оставивме простори сега кога идеме на трибини и настани, кога го промовираме тој дел и законите кога ги промовираме, значи оставивме простори на самите родители и на невладените организации да додадат своји предлози. Така да се надеваме кампањата добро тече, значи се собираат потписи. Во меѓувреме да спомнам и Западна Македонија, колешките од таму водат кампања исто за подигање на свеста кај средношколците, во тек изработка на приручник за волонтеризам за средношколците, така да ме радува стварно навистина она што го гледам од објавите, од сликите што гледам и од прилозите од локалните телевизии таму дека има доста заинтересираност средношколци.
за помош, за волонтеризам во самиот ресурсен центар. Кај нас има и на самиот веб портал на ресурсен центар www.resursencenter.mk може да се најдат корисни линкови од и законски акти, подакти, можат родителите да најдат се што им треба како информација од таму, но можат да најдат и подршка од родител на родител, бидејќи таму во самиот агол на порталот стои родители за подршка, но има и професионалци за подршка. Значи слободно може да постават прашање дали до дефектолог, дали до ортопед или до некоја невладина организација со која што соработуваме за да се изнајде некој решение или совет. Она што е интересно, на Facebook постои една група, се вика Посебни родители, број околу 800 члена, и во таа група, значи, има родителите си споделуваат мислења. Понекогаш као координатор не смеам многу да искоментирам, ама посматрам и гледам дека доста добро си работи групава. Родителите си разменуваат мислења за суплементи, за лекарства, за операции, кој доктор кога доаѓа од странство. Се покажа дека Facebook групата убаво работи. И од таму доста информации црпеме, за да го прикажеме. Еве на кампот што го спомна Далиборка, ќе има и од сега моментално од Западна Македонија во Молика идат, но некаде во декември ќе имаме обука за професионалци, наставници, такви работи. Дефектолози, сепак ја велам, дефектолозите не се само дефектолози за одредена категорија на лица со хендикеп, тие можат да бидат, мене например конкретно не ми треба дефектолог, може ми треба обичен човек кој што ќе ми треба да ми помогне да ми ја спушти количката, да ми извади количката. Велам, дефектолозите не ми се секаде потребни, но се потребни во образованието највеќе. Таму ќе биде таа обука некаде декември и февруар, март за Источна Македонија. Ќе прецизираме понатака кој град и како ќе биде таа обука, психолошка подршка, кој што рече Далиборка, кај што ќе учествува професорка Дијана од Скопје. Лани многу убаво се покажа и родителите беа навистина задоволни. Така. Она што би сакала за крај да кажам ете за конкретно за играта, за и главната цел која што ни дојдовте во нашата студија, да кажеме кога најскоро би можеле да ја очекуваме оваа игра во Македонија. Па ние веќе да почнавме, значи јас со моите родители во невладината организација разговаравме со членовите лицата со церебрална парализа, постои големо расположение. Значи веќе во Македонија ја играат во Делчево, во Виница, во Штип, тренерите кои што со сертификати се од тие градови, луѓето веќе таму почнале активно да работат, значи да ги тренираат лицата со попреченост. Се надевам дека во најбрза, најскора иднина, значи овде ќе дојдат во Велес и ќе почнеме значи да работиме со нашите деца од нашата невладина организација. Секако дека кога ќе се слушне... ли децата, мислам, членовите играва? Да, тие исто така првпат слушна, значи нешто што има, што видоа е преку Facebook, на што ги видоа сликите и така, и баш и беа заинтригирани и ги интересираше што е тоа. Едноставно, значи, кај ни постои голема желба и се надевам дека во најскоро време баш тоа кога ќе се случи, кога ќе почнат првите тренинзи, ќе бидете известени, ќе бидете секако дел за да можеме уште подобро да ги запознаеме гледачите, еве конкретно како се игра играта и за кого е наменета. Само да додадам. Така. Пред некој ден бевме во Агенција за млади и спорт и слободно можам да кажам дека имаме подршка од таму и општо и од владата имаме подршка. Сакавме Бочија да ја внесеме како федерација. Значи, преговаравме со Агенција на млади и спорт, имаме одобрување од таму, ни нудат помош, значи, кај што со сите акти што треба, као статут и такви работи, за категоризирање, како ќе се, нели секоја игра, сега не можам јас да играм со надпреварувач од церебрална парализа, значи сега сме со израмнување да видиме со федерацијата, нели како ќе се врши категоризацијата. И она што го кажа, еве ќе кажам на Далиборка, во среда имаме пак состанок со председателот на федерацијата, значи има расположени се, самите изразија желба да се активираат повеќе, значи повеќе од помладиве што се лица со посебни потреби, да бидат поактивни, затоа што треба луѓе да се изнесат надвор.
и ќе биде интересно. Јас мислам дека ќе наидеме на разбирање. Она што ни беше кажано, дека мора да се формира федерација во теке, значи да видиме само кои градови како. Велес секако ни одговара, пошто е тука на центара, и јас си го Велес сакам. И значи ќе се формираат клубови првично, и ја мислам дека во скоро време ќе се формира таа федерација и ќе имаме свој член во Федерацијата за параолимписки игри во Македонија. Така. Јас мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето гостување. Се надевам дека повторно ќе разговараме на некоја друга тема, еве и за успешната федерација која што наскоро ќе ја формирате и за сите други останати нови активности кои што ќе ги имате заедно. Благодарим уште еднаш многу на поканата. Се надевам дека секогаш ќе не следите и ќе бидете дел од сите наши успеси. Ја верувам дека Бочија ќе има успеси во Македонија и посакувам многу успех. Благодарам на поканата.